Леле, каква трка, а, Ниđo? Почнуваме со снимање и морам вака да ти изненадам гласно. Ајде, добра трка. Пошто го чував цел ден, да ти кажам право. Трпи, не се дотрпува. Може би вака, кој ќе погледнеш од подалеку, после нели неколку сати или не знам што, и не делуваше така, пошто немаше толку многу поминувања, ама после долго време видовме многу јака борба. Напното баш. Ајде, highlights, знаеш како, шо се? Highlights. Од најтешкото одма почињаме, значи. Па не знам, морав да испукам некако, како да ти кажам. Глумев до пред малце. Highlights се враќањето на Пеко на голема врата, а и богами на Маркес. Овој викенд така некако ќе го памтам. Ајде, значи вака, ретроспективно да кажеме првин за што правиме увид. Правиме увид за MotoGP, последната трка во Херес, која што се случуваше изминатиот викенд. Предобро место за трки, предобра публика, рекорден број на посетители ми се чини, дека објавија за недела. Скоро 300.000 за цел викенд. Викенд атенденс 300.000, што во теорија значи дека некој 180.000 имало во неделата на трка. Така ќе се земе, да. Тоа се влезови фактички. Да, 300 и кусур илјади се влезови, со тоа што нели има исти луѓе што доаѓаат во 2 дена, 3 дена и така натаму. Да ти кажам право, Херес не ми беше на радарот претходно, меѓутоа после ово искуство, овој викенд и некои од снимките што ги гледав таму 6 сат са бајле дека дошле да си зафатат место и така натаму, сериозно станува еден од кандидатите каде што, мислам, трките на кои што би сакал да одам во живо да ги гледам. Така. Па едно време беше Мизано и Муджело беа, Муджело пред се беше со ваков дух, додека возеше Роси, сега малце клапна у кондиција, ама веројатно има врска, нели, колку шпански и колку италијански возачи се во врвот. Сега не би рекол дека би требало да папса публиката во Муджело заради Пеко Бањаја, двократен шампион 2 години поред, ама не знам, веројатно големиот број на шпански возачи си го прави своето и Херес на ниво беше оваа година, дефинитивно. А многу добар кадар беше тоа со светлата се бајле у 5,5-6, како се фаќа позиција за гледање на трка, тоа е стварно им текна надорна. Пази, уште не ги земале американциве, нели зборуваме цело време дека Liberty се нови собственици, се уште не е транзицијата направена, а веќе се случуваат некои промени у позадината. Види, ама сега знаеш како, ги гледам работиви, ги гледам диџејката на крај, не можам да не ја искоментираме. Нема врска, не почнавме со трка, почнавме со трка. Да, ако не би. Ама знаеш како, предпоставувам дека Дорна си го имала тоа во план да го направи како некаков план и програма и да им го наметне и да ги поттикне организаторите на индивидуалните трки викенди низ, нели, сега се враќаме пак назад во Европа на познат терен каде што има доста историја и традиција и така натаму. Ми се чини дека под влијание на тој процес на продажба, веројатно и на спремање на невестата за продажба, можеби и направиле некакви вакви планови кои што ги гледаме сега. Би требало. А може и организаторите на викендите се обидуваат да се натпреваруваат меѓу себе се, да покажат кој што нешто различно може да донесе, да направи, да организира. Тоа е доста паметен заклучок и веројатно тука лежи зајакот, затоа што многу подсеќа на, ајде пак паралела со Формула 1, на преносите на организацијата на преноси на F1 трките, дефинитивно. И ако земеме со возење на возачите и интервјуа во оној камион, као, да не кажам со погрден збор, као што ги шетаат за продавање животните, им фали на овцето овде, на такче. Да. Па види, ајде, ако ги видиш фановите како реагираат на тоа, онда окей.
секаде каде што Особено поменува. многу среќен ќе Да, Да, повели. особено многу среќен ќе биде фанот кој што го баци и му влезе у кацига на Маркесот кога заврши Добро, трката. тоа беше еден преубав кадар за мене. Мислам, тоа ја покажува цела љубов и страст на спортов. Баш од тие емоции за тоа се живее. Што ќе беше па тек да победеше. Мислам, тоа ќе сруша и ограда и све, мислам дека. Така да за тоа се живее. Ајде главната битка на викендов да ја изанализираме, да ја isпрокоментираме, па постоја ќе се вратиме на се друго поред што се случуваше. Да. Значи, Маркез падна на четвртата позиција, Бањаја направи брилијантен потек на самиот старт со кочењето двајца кога ги помина, значи тоа беше Страшно, како да. I mean business. Ќе се памти тој потек, да, дефинитивно ќе се повторува, мислам дека на реплей цело време ќе вози у позадина негде. Значи, двајца на кочење од надворешна страна, на десна кривина, како ти кажам, еве ти е победата, фала многу, окей. Тоа е покажување на мерата за мене. Така го гледам нападот. Значи, тука сум до сега ако сум возел калкулирано, не значи дека сум глуп, нели? Дека не знам да нападнам. Покажа и агресија, прецизност, што е најбитно во целава приказна, затоа што покажа агресија и други викендов јунаци, па завршија у шљунак. Така да мислам дека како да се ресетираше сезона во овој викенд. Стигна некаде Маркес на четврта позиција, Мартин беше напред, Бањаја позади него и некако тука се стиши целата приказка и ја гледав со син ми и му викам не се секире Маркес, мислам дека тактизира, не верувам дека ова е се што можеше да Тедеше гуми, да. Супер возеше Безеки, ама гледам дека во моментот кога Безеки почнуваше да губи растојание, да го зголемува растојанието со првите двајца, дека Маркес некако поагресивно напињаше позади. Да. И потоа некако си викам не е ова се што имаше да каже Маркез денеска на тркава, верувај ми до крај ќе се менуваат многу работи. Ова беше некој 21 круг пред, мислам, до крај, на почеток на трка. Да, стратегија, имаше голема стратегија у целата трка од сите учесници на врвот, секако, со тоа што Безеки се најде таму каде што очекувавме од почеток на сезоната дека ќе се најде на врвот, на поредокот и покажа и зрелост, малтене со тоа што се задоволи со третото место, толку беше силата, да не забораваме дека се работи за два различни мотори колку и да се исти на ист производител, GP23, 24 очигледно има многу поголема разлика него 22-ката и 23-ката од претходните сезони. Така да максимум е ова и тоа дава уште една тежина на резултатот на Маркес и како ја извози целата трка. Значи, мислам дека извади последен атом од тој мотор. Немаше веќе што. Значи, ме фасцинираше моментот последните 4-5 круга кога Маркес почна да му се приближува сериозно многу на Пеко. И у предпоследен круг фраеров направи најбрз круг на трката. Мислам, како ти кажам, што друго поише со. Тоа е убавината на MotoGP, дефинитивно што кога таман мислиш дека такви. Не, таман мислиш дека тоа е тоа, некој изненадување ќе се покаже. Така да фантазија беше трка. Како и да е, два напада на Маркез, неуспешни, де факто, едниот Апла се виде дека ќе биде неуспешен, вториот нели, можеше да биде нешто посериозно, меѓутоа различните линии, различното повлекување на излез од кривина некако се чинеше дека Пеко на некои места е буквално недопирлив. Значи ненормално многу побрзо излегуваше од кривина. И Машки, значи окей, го притисна, борба, му врати назад. Ја мислам дека освен можеби сега Тазе Акоста, друг никој не може на Маркез така да му се држи у борба. Иако можеби безврска оваа изјава да речам Акоста дека може да му се држи, ама покажа борба, значи не дека не, изминативе неколку викенди. Ама такво држење, таква машка борба не беше претерано многу, нели во многу наврати, пак ќе кажам,
ја мислам дека никој друг освен Пеко во моментов не може да му парира на Па, Маркес. Пеко, да, се слагам. Пеко го покажа ова, го најави или го сега веќе го потврди, ако памтиш во Арагон пред 3 сезони или 2 сезони, не ме држи за збор, точно не знам. Има еден ваков сличен дуел тогаш нели во Хонда Маркес и Да. исто така стоечки го издржа дуелот и го доби тогаш дуелот. Ајде ќе кажеме дека Дукатито нели подобро од Хондата, меѓутоа не е само тоа. Мислам дека она што го прави Пеко Бањаја е возење доволно за да победи. Зборувам за во сезоните кога ги освојуваше титулите овие претходните 2 сезони и во дуелите никогаш не претерувал непотребно. Значи никогаш не покажувал агресија непотребна, нешто да е доминантен, да е јак, а да направи некој потек лудачки непотребно, нели да влезе у клинч. Ова го прави само во моменти кога треба. Тоа е нешто за восхитување кај него. Значи, знае како да си ја среди агресијата, да си ја држи под контрола и да ја испали баш тогаш кога треба. И тоа го направи сега. Види, имаш еден брилјантен потек и лани на крај на сезона, предпоследна или последна трка, не знам како што кога помина помеѓу двајцата за втора, трета позиција, значи кога потврди титула, мислам, тоа беше исто шампионски потек без дискусија. Така да никој, ја мислам дека и нема веќе некој што му ги спори квалитетите на Пеко, ама ако случајно остана уште некоја зла уста, нека гледа тркава пак. Нека изгледа трката и као извини, тоа е тоа. Она, ако памтиш цртаните филмови со Паја, како се каже, Паја Патак на времето кога го најде бисерот у школката и кој викаше моје. Значи титулата е негова и сега грчевито ја бранеше баш така, сака да каже дечко извини, јас сум сега тука газда и не давам понатака. Нели да не понесе уфорија, ќе видиме сезоната знае да покаже колку сме управили, колку грешиме. Да. Секако дека негде ќе промашиме. Мислам, од толку многу зборување, нормално дека негде нешто ќе промашиш, понесено од емоции во секој случај. Но, пази, ти го кажуваш ова во некој од претходните епизоди. Пеко калкулирано си гради позиција за титула. Значи, го немаше, ние викаме дека као не му идеше, дека ништо не направи и пази, прв пат на главна трка на Мартин и Пеко е втор со 17 бода разлика. Да, толку. Значи, нигде го немаше до сега, ама вторе. Да. Океј, четврт викенд немало многу поминато, се е тоа во ред. Меѓутоа има по 2 трки, има спринтови, има главни трки, има се. Не му иде, не може да се навикне, криза го фати, психолошка криза. Да, и моторот, тоа на вибрациите на задната тркала, нели тоа ги мачи со овој GP24. Тоа се све... Да. Пази, паѓањето на Мартин не е случајно. У мои очи воопште не е случајно. Притисокот што го изврши Пеко врз него, константно бруеше околу него, значи имаше моменти каде што се гледаше дека е побрз, ама не го претекнуваше. Да. Буквално си ја сработа тркава мајсторски и ќе да направиме паралела со вчерашната спринт трка, тоа не начинавме, ќе коментираме и таа трка. Беше жртва тотално невина жртва беше во спринт трката Пеко Бањаја. Безеки малце ентузијастички улета во дуел со меѓу него и Бред Биндер и го ставија во сендвич. Човекот немаше, мислам, тркачки инцидент, окей, немаше никаква намера тука, они се најдобри другари тука, неспорно, ама тука изгуби поени, а мислам дека не само поени, туку ќе завршеше доста високо во таа трка, ако не паднеше како останатите 15 возачи што излета. Да. Така да покаже многу зрел настап имаше сега, дефинитивно. Да. Како и да е, трка за паметење, дали ќе биде некаков тип на силен предвестник за тоа што не очекува понатаму во сезонава,
Не знам, ќе видиме. Маркез дефинитивно почнува да брои дека му треба фабрички мотор следната година и дека не сака за ништо друго да се прилагоди и да се скраси. Ќе видиме сега што значи тоа. Мислам дека дури и прочитав некои најави дека во следните 2-3 трки ќе сака да го реши тоа прашање. Дефинитивно нема да остане во Гресини, затоа што Гресини очигледно нема намера да добие фабрички мотор, или Дукати не може да му даде фабрички мотор, или Гресини не може да си дозволи фабрички мотор од Дукати. И тука доаѓаме до Ямаха. Ајде. Ямаха мислам дека ќе го снабди тимот на Гресини со мотори и ќе настане еден хаос опште во регрутирање на возачи. Тука се појавува општо бегање екипа. Да, мислам. Алекс Маркез никој не го спомнува во сите овие комбинации. Разбирливо дека Марке пред се битниот. Предпоставката дека ќе оди во Прамак. Браќата се жртва. Извинива, браќата оваа сезона се тешка жртва. Тоа ете го Пол Еспаргаро реши да биде коментатор, така да замисли да не беше коментатор, Педро Коста да не го гледатме, ќе беше срамота. Да, па и Лука Марини ше. Лука Марини е километри врти. За тоа викам жртвата на свекешка. Така е. И ќе се случи некои тектонски пореметувања, значи ако ќе почнеме со што би било кад би било со предпоставки, што ќе се случи ако сакаш. Ајде. Значи да ги многу комбинаторики има. Има, да. Почнеме ги цртаме. Значи моја предпоставка, Прамак добива GP25-ки, тоа ќе биде наредна сезона, значи најнови мотори исто како и фабричкиот тим. Гресини предпоставам дека дилот со Ямаха ќе се финализира во наредниве неколку викенди. Со тоа што кој знае кој ќе вози таму. Ако зборуваме за некоја рокада помеѓу Морбидели и Маркез и Марк Маркез, мене би ми била најлогична, затоа што сепак Прамак е тим на Дукати. Дукати го кажува главниот збор и ќе сака Маркез да биде на фабрички мотор за да го задржат, не само за неговите маестрални вожњи и поени што може да ги донесе и маркетинг, тоа што го зборувавме претходно, него едноставно и да не го собере некој друг тим па да им биде трн во око, а го имале во рака, нели тука им е. Покажува дека може да вози. Мислиш дека Маркезки се согласи на Прамак, пошто мислиш дека фабрички мотор е доволно или фабрички тим е тоа што го бара? Идеално е да има фабрички тим, меѓутоа некако не можам да го видам покрај Пеко Бањаја се уште. Не дека сум убеден дека нема да биде во фабричкиот тим, ама за да има некаква си хармонија и да има некаков баланс, мислам дека би требало да оди во друг тим. За да ни биде и на нас поинтересно. Ја мислам дека ќе го уништат тимот едноставно. Тие двајца се алфа мажеци и не знам како би функционирале во исти тим. Ако одиме по таа логика, во Прамак би завршил со Фермин Алдегер, пошто нема дечко до каде да оди, Фермин Алдегер. Сега што правиме со фабричкиот тим? Тука се или Енеа Бастианини или Хорхе Мартин. Ајде да те слушам тебе, какви ти се фантазиите? Не мислам дека Енеа ќе задржи место. Значи дури да воодушеви, освен ако не освои титула, не може да задржи место. Некако не делува воопшто подготвен да одговори на притисокот, да одговори на позицијата, знаеш. Наместо да се бори да задржи позиција, ете му ја дадоа, му кажа чест што се вика, и му дадоа шанса, би требало да биде таму негде напред, ме сакаш, значи би требало да биде на подиум, требало да биде во игра, ме сакаш. Да. Може никој не вика дека треба да освои шампионска титула, никој не вика дека треба да биде на секоја трка на подиум, ама треба да биде во борба, треба да биде во коментарот, ме сакаш, значи треба да биде во кадар да трка. Енеа сега може би ќе сгрешам, ама многу често и не е во кадар
ме сеќаш. Да, апсолутно. Дури кога да. е тука и него не приметуваш. Значи него не приметуваш и кога е тука, кога е напред, не е камерата на него, ме сакаш. Значи никој ништо не очекува посебно него. Супер, ако направи окей, ама ако не никому ништо, ме сакаш. Види, на оваа трка беше позади 3 мото GP23, така беше? Безеки, Маркес, Марк и Алекс Маркес. Значи Да. толку, да. доволно кажавме. Да. Апсолутно. Онда ако е Мартин на негово место, мада има уште еден момент, еднаш ти спомнав, не знам колку им лежи Мартин на менеджментот. Мислам дека покажа и лани кога Тардоци правеше сопки у бокс, кога сакаше да го следи Пеко Бањаја Мартино на да излезе и да го гања, да му делува психолошки на последната, на финалната трка. Не знам, све е у игра, у секој случај. Види, да замрсам уште малце, значи Мартин на Априлија фабричка, место Алеш. Јас него го ставам на Не сум прочитал ништо такво, ама... Да, па види, окей, проста е математиката, сакам фабрички мотор, нема сигурно Honda да иде. Априлија и Дукати, толку е од конкурентните мотори. Арно, ама ја мислам дека Априлија, за да биде уште полуда приказна, и ќе бира меѓу Мартин и меѓу Марк Маркес. Колку и да делува лудо во моментов. Види, комбинаториките ги има милион. Не знам дали ќе почнат едно по едно да се решаваат во текот на сезоната. Има некои такви најави, особено од Марк. Или ќе биде се одеднаш, па ќе биде хаос. Да, општо хаос. Бог знае, Господ, знаеш само што ми е, не дека ми е страв, него колку до сега си приметил дека има влијание ако на сред сезона се потпише договор за следна година, како тоа влијае на постоечна актуелната сезона, на воздачите, на тимовите, на атмосферата внатре? Колку е тоа паметно да се направи, ме сакаш? Ај добро, окей, за Маркес можеби е окей, ама за овие други мислам дека ќе биде многу комплицирана атмосферата ако прерано почнуваат да се општуваат. Зависи у чија полза ќе се заврши. Значи, ако е во полза на посакуваниот исход, нели, ако Хорхе Мартин потпише договор за фабричкиот тим на Дукати, има да гази, мислам дека за да влезе како шампион во тимот. Арно, ама ако потпише за Априлија, тоа ќе биде една непознаница за него, нели? Колку и да знаеме дека Априлија добре, овој викенд видовме дека не е далеку од совршена, дека се уште има поле за доработување и подобрување, и тогаш може да се појави сателитскиот тим имаше бољи резултат него фабрички. Да, па не, тоа покажува до кој ниво се како тим. Моторот е баш како муавет, нели? На страна го ставаме моторот. Моторот може да биде исклучително добар ако другите детали не се у позадина подредени. Џабе ти е тој мотор. Така да може у тој случај Мартин би возел можда индиспонирано, можда нема да му биде баш ни пријатно, ни убаво што не му се стварила целта, него нешто второ најдобро зема како опција. Така да све зависи. Од друга страна, Маркес, ако добие КТМ или Априлија или фабричкиот Дукати, ајде, како последна опција, мислам дека толку е он во тунел влегува на трка да не може да допре тоа баш кој знае колку до него. Он иде на секоја кривина максимално, на секоја трка, на секој искачање на стаза, он толку, нема тука. Ако сигурно памтиш кога ја правеше на фамозна операција на ротација на куската, он и тој викенд возеше на нож. Знаеше дека иде на операција, дури мислам нормален човек би бил сломен. Знаеш што те чека, не знаеш кој ќе биде исходот, може ти останеш без рака на крај крајава, после толку компликации, ништо ни тоа не е чудно. Така да мислам нека ван овој Маркес дефинитивно сега што го гледаме е друг Маркес. Значи психолошки е друг Маркес,
Во поглед на ризикување е друг Маркез, во поглед на жестокост, на смиреност, на зрелост е друг Маркез. Значи да, не е изгубен жарта за возење. Ја гледаме дека е тука, меѓутоа ми се чини дека е подобар ваков Маркез да го имаш на патека, затоа што е помалку опасност за другите. За себе нека си опасност, знаеш, никој не му е гајле, окей, ти сам за себе носиш одлука, па ако си ти будала, знаеш, летај, друго што да кажеш. Ама не е сам на стаза, знаеш, тоа е проблемот за другите. Па, ако го прашаш Жоан Мир, нема да се сложи со тебе. Спринт трката беше, значи, таму си се покажа пак у своја кожа, нели, позната она добра, каде што вози како, можам слободно да кажам, како идиот. Значи, непотребни грешки правеше, агресија непотребна. Пази, имаше и у Кота такви изливи на многу остри дуели, како што го знаеме него. Сега, пази, ако ставиме ние дека така треба да изгледа едно трка MotoGP, онда е супер, он е идеален за MotoGP. Меѓутоа, мислам дека се промени начинот на тркање у последниве сезони и дека не е модерно тоа, него едноставно немаш да му уништиш трка на некој друг за да ти освоиш, не знам, кое место. Твојата трка е твоја работа, не може да им гледаш на другите. Да. Денеска во изјавите кога го покажуваше оделото негово, нели, изгребано од гумата на Пеко, викаше old style, така old school дека сме возеле се. Он сака и да си оправда, знаеш. Он сака да си ги оправда и своите гревови со тоа што го кажува, ама не проаѓа тоа, не ќе го насака некој, знаеш. Памтиме многу добро како он пробуваше да го насанка Роси на времето и пробуваше со неговите потези да му врати, не да му врати, него едноставно да му каже, јас ја земам сега палката, штафетата ја предаде ти, идеш ти у пензија, јас продолжам. Така да може да му се деси истото од страна на Педро Акоста, ако не од страна на Пеко. Батко Роси беше во Шпанија и им кажа 2-3 работи сигурно на Пеко и на Бедзеки пред трка. Сакаш, ако случајно правите што ќе правите, овој нема да не проаѓа. Да, ја тоа го коментирав преска кога гледа, да. Роси успеа да го начека покасно Пеко за да му честита, иако во првиот обид во Парк Ферме не успеа да му честита. Да. Меѓутоа не го видов, немаше кадар дали Роси му честиташе на Маркез, тоа ќе беше интересно да го видиш. Јас овакво на жена ми истото го кажа, викам не се случило да си пружат рака после толку пецкање, после толку инциденти што ги имале меѓу себе, така да не верувам ни сега дека ќе го направи и не видовме, сигурно камерите ќе режисерот барем ќе не подсетеше на тој кадар ако се случеше. Дефинитивно. Ако не режисерот social media нема шанси да тоа помине. Да. Колку 180.000 посетители рачуне мобилни телефони толку дека имало најмалце, плюс тимовите што биле во боксот. Да. Добро, види, сите ние камермани таму, Парк Ферме и фотографии, чуда врагови, така да нема шанси да се избегне тако нешто. Да го прокоментираме фамозниот, кој беше тој, 5-ти пред крај круг на кратката трка, на спринтот. Да. Или четвртото беше тој, не сеќам точно кој круг беше. Така беше, значи, после излетувањето на Маркез, следниот круг се случи тој помор на останатите возачи и имаше цел викенд имаше проблеми со тие влажни површини, да ги кажем. Не е тоа ни вирчиња, не се ни мокри делови на стазата, него едноставно асфалтот и климата очигледно во Херес се такви да не може до крај да се исушат тие
флеки, мокри флеки, еве да ги кажам на асфалтот. Да, од она што успеав да го прочитам ја, не е проблемот да се исуша, туку проблемот е дека заради промена температура и притисок и влага, дека ќе ги снема и одеднаш се појавуваат. Да, Значи, као и вика, нели, тоа се водени пари фактички кои што се налепуваат таман на горниот дел од асфалтот за да биде буквално како на мраз или на масло, као да поминале во моментот, затоа што е непредвидливо, не знаеш кога ќе налеташ. Као Минско поле беше и така изгледаше у една кривина тројца синхронизирано излета, као да има улја. Ја тоа реков, викам гаранте, викам некој мотор отишол и има масло тука на стазата. Не ми беше уопште јасно. Види, фасцинантно е дека вртат цело време мотори, дека нели толку кругови поминаа и во исти момент тројца еден по друг на истата точка, мислам стварно беше онака као невозможно. Синхронизирано да седне некој да ти раскажува дека ова вака може да се случи, немаш шанс да му поверуваш дека може да се случи. Читав некои изјави на тимовите, на шефовите, мислам дека на некои други возачи, викаат возачите знаат дека има таму бари, односно влажни делови, и вика многу точно ги знаат, вика, ама ти кога си на мотор не можеш да видиш. И вика сите они многу предпазливо поминуваат цела трка на тие точки, али вика кога возиш на моторот тој агол кој што гледаш, вика дали се појавила усред трка или не можеш да видиш. И кога тој дел, конкретно тој дел, нека 4-5 пати бил саниран, асфалтот бил преправен, вика и очигледно уште не е среден. И вика се надеваме дека нели организаторите на трката, собствениците на патеката ќе го средат тој дел конечно, пошто стварно мислам окей, се случува, никој не е виновен, сите излета, хаос, го видовме Фабио на подиум, што мене ме направи супер среќен на момент, барем. Така. Фино беше тоа, ама не е фер, мислам стварно сега. А Фабио не очекуваше дека ќе биде пред празен простор за да не му порасне притисокот од гумите, нели тоа се калкулира пред трка. Кај тргаме дечки на 23-4 позиција од кај тргна. Нормално дека ќе возиш у гужва цела трка и нема потреба ти притисокот да ти е кој знае колку прилагоден за исходот крајен и тргнале со очигледно несоодветен притисок кој што порасна заради празниот простор кој што му е лади фактички гумата, му го спушта притисокот под дозволеното ниво и проста математика, окей, не е фер, ама тоа е, не очекуваа ни они дека ќе се најдат до таква ситуација фактички. Добро, нели имаше како 1/3 од трката да ти биде под дозволеното. Не е дека се тебе еднаш ќе ти падне испод, па добро, не возеше 1/3 од трката да му се стави. Па не, види, очигледно толку на тенка ивица газеле за да наштелуваат некаков си идеален притисок во гумите, затоа што ја знаеме кои се перформансите сега во моментов на Ямаха и ризикувале едноставно, кажано. Уствари, они во моментот кога планирале стратегијата, не очекувале дека е тоа некаков си ризик, нели? Затоа што ти си на 23-4 позиција, нема кој ризик тука. Ќе возиш гужва цело време, ти порасне притисокот во гумите. Па да. Нема сигурно напред да вози сам, така. Така да, несреќни околности за него, али среќни за Дани Педроса и првиот негов подиум после 5-6 години. Да, добро, не отпосле застана на подиум до душа. Да. И Фабио подпишан медалот го даде на Дани Педроса. Да, али добро, ферски беше и тоа, да. Симпатично. И покрај тоа што не ми беше мило што му го земаат третото место на Фабио Квартараро, мене беше ултра драго како изреагира тој. Мислам, окей, барем се качивме на пиедестал, се напивме шампањко, не е битно, кој е го третото место. Така е, биде реално сега на спринт трката, трето место, колку е тоа битно, знаеш, за еден возач или небитно на крај крајава, така да успех им беше секако тоа што се качи на подиум. Така. Да не забораваме дека Педро Акоста втор заврши на таа трка каде што многу фаворити меѓу кои Маркез и Мартин и значи испопаѓа
извини, не Мартин, Не бе, Мартин не падна, Мартин зависи прв. Пеко Бања, да, Заврши. Пеко Бања и Джек Милер и Епа и Бред Биндер Биндер тука и падна. сите, да. Да. И Куп возачи овој Па ја, Вињалес падна. во суштина, да. Во суштина, тоа значи дека секој што успеа да заврши трка, влезе мање више во подови, ама тие Скоро, што има ту топ 10 позиција завршија на подиум. Значи, што од топ 10 што завршија трка, завршија она 1 2 3, нешто така ќе му даде. Добро, не е дека е за потенување тој успех, а Коста имаше тежок викенд, ете да го спомнеме и него. Се мачеше и во спринтот, се мачеше особено и во главната трка. Имаше доста добар, нели, пробив напред, од 17-то, ако не се лажам, се врати на 10-то, пак влезе во бодови, се е тоа во ред, значи не се ни најмалку нешто бодови, пак 10-то место носи некој бод. Меѓутоа, ете, нешто кажуваше тука дека или не му лежи патеката, или па батковци постари толку многу го владеат Херес да он се уште има фурни леп за јадење за да може да стигне на тоа ниво. Да. Патека, не знам што точно беше. Па ако ако ги земеме трка по трка, викенд по викенд, сесија по сесија, посебно, онда немаше уопште лош викенд, во смисла влезе директно во Q1, во Q2, извини. Тоа е само по себе успех, кога останатите возачи на КТМ сите завршија во Q1, значи беше најдобар КТМ. На спринтот, сакале или не, треба да го извозиш тоа второ место, не е битно што паднале пред тебе другите. Извозе окей, коректно. Добро, не беше ултра далеку. Да, не беше ни ултра далеку и сега имаше еден голем пех, Сабајле на warm-up, падна и тоа здраво се истресе. И можно и тоа да влијаело што физички, што психички на денешната трка, мада пак извозе добро. У денешни услови да претекнеш двајца, тројца во MotoGP е успех, не па 5-6 луѓе, и тоа од 17-то место како падна во првиот круг имаше дуел, не знам сега не јас точно со кого, дали беше со уште еден КТМ или како беше, како и да е. Со Зарко. Пак освои. Со Зарко, да. Зарко беше на пенал оваа трка, да, дефинитивно. Зарко покасно нели со Алеш Еспаргаро има еден дуел. Мислам дека Зарко и не беше тука криоецот, затоа што му влезе Алеш Еспаргаро внатрешна страна во десна кривина и го собра малтене. Дали смета Алеш дека му ја затвори кривината, претпоставам за тоа се лутеше додека беа надвор у песокот. Не знам дали прочита Зарко после трката на Фреди Спенсер, онака здраво му се истресал на главниот судија. У смисла идеме таму да идеме за казна, за пресуда, нели? Во наводници. А Фреди Спенсер вика ме гледа како да треба ја да му кажам како да сум мало дете, да му плачем и да му кажам слушај ова ми направи и му кажал ти дечко не си за оваа работа. Зарко му кажал на Фреди Спенсер. Што е многу не знам, да, што е многу добро затоа што имаше неконзистентност. Пак ќе кажам она преска што спомнав, дали вака треба да се тркаме или онака треба да се тркаме. Значи дали треба да се као на Супер Марио да се бутаме по стазове или треба да има некои правила кои што треба да ги почитуваат сите, не се исклучоци, нели? И не е сигурно лесно да бидеш судија, да направиш баланс помеѓу агресивност и праведност, што е многу тешко. И нема никогаш да бидат сите задоволени, ама стварно ако било така, верувам дека било така, Зарко вика, влегуваме и не гледа. Као ние да треба да почнеме да се жалиме како во школа, вика. Не би требало така да биде, треба да влеземе да ни кажат дечко ти беше крив, направи, зошто си крив, затоа што направи така и така и така, нешто што се коси со правилата и толку, знаеш. Ама никогаш не е толку јасно во тркањето, до каде е границата.
Имаш најмалку две различни перспективи, најмалку две различни Најмалку. перспективи. На двата возачи ме свегаш кога се вклучени. Така, Така да, нели тоа мојата линија, твојата линија, кој на кого му влегол, кој на кого му пресекол, мислам тоа не можеш да го докажеш. Секој си убеден во својата линија. За мене е просто и јасно, знаеш дека не сакам да фаворизирам нити па да хейтам никого. Она што го направи Маркес со Жоан Мир, кај мене не проаѓа со една позиција, враќање на една позиција. Значи, моја уништи трката каква таква, со многу груп кикс. Не беше тоа нешто во главната трка. Пеко и он има, да кажам, дупло по слаб дуел у однос на тоа. Не имаше уопште такво влегување како што имаше со Жоан Мир и мислам дека исто и Жоан Мир се жалеше на тој случај, така да си бара конзистентност, тоа е. Види, значи дуелот на Маркез со Жоан Мир беше јас сум побрз, тргни ми се да поминам, имам ја друга работа. Да, не беше не само што сум побрз. Туку јас сум ван себе, пошто паднав, се истрескав од лидерска позиција, кај што очекував дека ќе победам и више, значи, тргнете ми се сите, ако може. Тако беше дуелот. А дуелот со Пеко беше рамноправна битка, значи стварно беше различно, беше битка и беше затоа ги правам различни, да. Двајцата влегоа во битка. А ова со Мир беше баш буквално кој ај тргни ми се од пат. Да. И па тоа е стариот Марк и новиот Марк, знаеш, комбинациите, хибридната варијанта, сега да видиме кој ќе преовлада од нив двајца на крај. Али тоа е интересното. Не е лошо да почне Маркез да размисла да ги преземе оние легендарни дизајни на Роси и на VR46 со ден и ноќ, со месечината и сонцето, двата. Да. Можда повеќе ќе му одговара со Джекил и Хайд. Да. Ничо имам уште една тема за крај, која што ти реков дека сакам да ја измуабетам, ама може би имаш ти нешто друго пред да почнам ја да па не, се мислам едно мало деталче. Да, се мислам да не испуштиме нешто, еве ќе кажам само дека ќе повторам уствари дека Априлија имаше ужасно слаб викенд. Алеш Еспаргаро заврши со Зарко у главната трка, нели, надвор од стаза, а Вињалес некако се дошепа до некој си пристојно место 7-8, ама нигде го немаше, нели, цел викенд и двајцата има една теорија дека не одговараат вакви шарени услови на Априлија, генерално не одговараат кога не е ни влажно ни сончево. Ама ете, сега боже мој, не може да биде секој викенд совршен викенд и за нив очигледно. Па да, ама види, не може да си дозволиш да имаш киксови цел викенд као тим. Го кажа ти претходно. Значи, ако имаш шампионски амбиции, секако. No. Така да, не, све е окей, све е супер, ама не треба така. Тоа мислам, не може да си дозволиш така. Така, се разбравме. Ќе отворам последната тема за крај, чисто ме интересира твојот коментар. Ти реков дека имам една интересна тема, а ме испровоцира Дани Педроса кога го бркаше Фабио Квартараро последните два круга. И покрај тоа што после тоа Дани кажа дека не бев свесен дека се бориме за трето место, мислев за пето-шесто, пазев да не направам белја и така натаму, нели сега да не му влезам у трка него. Не бев доволно побрз за да без ризик го поминам. Мојата ми беше wild карти. Доаѓа возач една или две трки, нема ништо што да изгуби, вози на патеката на која што он си одбрал да вози, дека му лежи да вози. Ако не заврши, ако се повреди, не му значи ништо, пошто не е сезоната пред него. И доаѓа и им ги зима бодовите на овие што се борат мачно цела сезона за да влезат у топ 3, у топ 1, у топ 5 или што и да. Нека возат. Немам проблем ја да возат со wild карта. Меѓутоа имам проблем да им ги зимаат бодовите на луѓе кои што се борат цела сезона. Значи сега Дани Педроса бил многу добар кралот на Херес, браво, супер, алал нека ти е дошол да извози, пошто него му се прави мерак на Херес да вози.
и сега иде и им ги зима бодовите на овие што цела сезона гинат, ме сваќаш за да направат нешто. Колку е тоа фер? Добивме најави дека Крачлоу ќе доаѓа да вози на 2 трки најмалце, возеше уште еден, кој возеше сега третиот возач на Априлија, Салвадори. Лоренцо Салвадори возеше и што е најинтересно, Стефан Брадл заврши пред Лука Марини. Ако збориме веќе за... Значи šta? Добро, да се заврши трет, па свегаш. Да. Зема бодови на спринтот за трето место. И најдобар КТМ воедно, ете. Па не знам што да ти кажам, не знам. Дали им се бројат тие бодови на КТМ како фабрички? Да, им се бројат. Им се бројат како конструктор и он има најверојатно повеќе бодови, не знам. Дали има од некој од возачите на Honda или од Rins, треба да видам во табелата, со освојувањето на третото место во спринтот. Па парадокси се, да, ама MotoGP од секогаш бил таков. Ако не се во конкуренција на бодови, како што викаш ти, да не им се доделуваат бодови, онда нема да има поента да биде на стазата. Значи нема никој да се бори со него или ќе се борат. Он нема да се бори на стазата. Не знам колку е тоа фер или не фер, ама ете, дозволуваат и затоа се вика wildcard, не е на секоја трка, него на една, две трки, максимум 3 се појавуваат. Јас знам, имаше едно 2006 или 2007 кога Трој Бейлис од Супербайк доби едно наградно wildcard во MotoGP и победи со едно појавување. Значи тоа беше исто. Се не сеќам, најверојатно беше веќе решена борбата за титула, па не беше ни битно, знаеш, ама може да направи голема збрка, како што викаш. Така да вреди да се размислува, да. Знаеш како, може би треба да има некое правило. Дорна го задржува правото да ги повлече бодовите на wildcard-то од после. Нема, тие се сега за сега тие се правилата и така се вози. Да. Или некој дугма инжектор, како им смета да го тргнат на страна. Го гледав Фабио на трето место и така некако ми се исполни душа, вика, гледај, ќе го чуеме изјава ќе да е насмеан тако покезен цел месец, ќе го видиме. И го гледам, го брка од позади и викам, немој да го помине, не е фер, не си фер ако му го гледаш третото место. И после тоа му го зема без разлика. Ама, тоа. Види, ова мене по-страшно ми е ова што го кажуваш со одземање на позицијата, односно 8 секунди му доделија на Квартараро, така да бајди изгуби, не само позиција. Опасно е ако сега ние окей, ништо страшно, трето место, Фабио Квартараро е далеко од борба за титула, ама што правиме ако им се случи на Пеко или на Мартини или на Маркес, на тие што се на лидерската позиција напред. Тоа ќе биде апсолутно трагично, не смешно. Апсолутно. Тоа. Мислам, може wild карта да одлучи за титула, ме сваќаш. Сега поимам колку и како влегува во ризик на последни трки, ама па лани на последната трка возеше Баутиста, ми се чини. Да, во Малезија предпоследната. Баутиста на последната трка или предпоследна трка на MotoGP. Во Сепанг, да. Така да не е дека не дозволуваат wild карти и во моменти кога се одлучуваат титули и слично. Па не, рендом е скроз, мислам рендом. Најавено е претходно, меѓутоа нема на овие трки може да вози, на овие не може, него едноставно тимот си кажува кај ќе вози. Што знам, ако ги гледаме црно-бело работите, онда стварно не е фер, не е уреду, ама има некоја си позадина, треба да видиме дали е некојаш поставено тоа прашање до Дорна и да прочепкаме едноставно. А може ми на познативе новинари да им пуштиме бува, не им треба многу, они ќе почнат одма да раскопуваат ако веќе до сега не направиле. Ако до сега не им текнало на стопати па добиле од... Да. Добро, Ниџо, 50 минути, уште малце, скоро. Ти кажеме уште нешто или ќе оставиме толку? Јас си направив план за лето, да ти кажам право, за гледање на трки. Не знам колку ќе се исполни, ама во агендата ми влегува најмалце една супербајк трка и една MotoGP трка. Ќе дадам се од себе да има и поише, ама една по друга, 2 викенди во август, мислам дека ќе врзам.
Браво, Чисто браво. вака јавно да ти кажам Ќе да се видиме. обврзам пред себе и пред фамилијата дома. Кажи, мора работава ми е таква, подкастот, знаеш колку ни носи приходи дома и така натаму. Да не забораваме само да се одјавиме дека утре продолжува MotoGP викендот со тестирањата и тука ќе се сигурно ќе видиме некои интересни моменти, особено од Honda и од Yamaha, најавуваат радикално различни мотори. И ете тука е онаа логика на wildcard-от, на учеството на wildcard, да е тестира во конкуренција на трка со останати возачи, а не сам на стаза да врти кругови, што е сосема поинаку. Едноставно и самите мотори не влијаат еден на друг кога си сам на стаза, нели ти треба гужва за да видиш како се држи во борба, во dogfight. Така да ќе следиме и утре што ќе се случува. Па таму ќе коментираме на наредниот викенд тркачки за 2 недели во Леман. Ќе видиме што ќе успеат да склопат јапонците. Така. Лани Леман исто така приреди една спектакуларна атмосфера и добра трка. Не верувам дека годинава ќе биде нешто помалце, така да ме радува и познати се иницијални скепси дека MotoGP се враќа во полн сјај. Да, Mugello мене на срце ми лежи, пошто беше првата патека на која што бев да гледам MotoGP, и тогаш ми рекол, ако идеш негде, идеш на Mugello и постоа ништо друго не ти е исто. Лани го изгуби сјајот, затоа почнав да си барам други трки да видам што ми е у календар, што може да ми одговара, за да гледам, така да ќе видиме. Здравје Божи. Здравје, да. Поздрав до сите верни и неверни гледачи, слушатели и читатели. Слушајте не и коментирајте не и лайк, сабскрајб и така натаму и шер. Се гледаме. Поздрав. Чао.